Добар ден на сите гледачи. Еве се наоѓаме кај Панковската раскрсница на патот што води до Беровско езеро. Моментално тука се одржува протест на собствениците на недвижен имот од Берово, кои што имаат имот на заштитеното подрачје Малешево. Тука се наоѓаат на патот на кај Беровско езеро, го блокираат патот. Досега, како што можевме да видиме, пропуштаат само пеш. Автомобили не се пропуштаат, само некои итни случаи. Граѓаните ги разбираат. Имаше пред неколку минути тука туристи од Скопје, кои што се враќаа од Беровско езеро за да пречекаат некои други нивни пријатели. Тие не можеа да поминат со својата кола, но наидува на разбирање дека тоа е уставно право на сите граѓани за одржување на протест. Протестот започна во 15 часот и ќе трае, како што има најавено, до 23 часот. Незадоволни се, како што рекоа собствениците на приватен недвижен имот од вчерашниот состанок кој што се одржа во Скопје во Министерството за животна средина, каде што тие заедно со представници од Министерството и градоначалникот не наидоа на решение за нивните барања, а главното нивно барање е одземање на нивниот имот од заштитеното подрачје Малешево. Тука се собрани околу 100 луѓе и велат дека ќе одат до крај. Најавуваат и во сабота исто така протести. Дали тука ќе биде? Сигурно дека тука ќе биде и на уште едно место во Берово на кај патот за Струмица. Пошто ни рекоа дека накнадно ќе бидеме известени за тоа. Еве од овде, ова е Панковската раскрсница, патот кој што води до Беровско езеро. Свесни сме дека овој период, поточно денес и утре, многу туристи великденските празници ќе ги поминат токму во Берово, па затоа и протестот на собствениците на приватен имот се одржува токму овде со цел да го искажат своите барања и да го искористат своето уставно право на протест. Најавуваа дека тука ќе останат. Досега немаше некои поголеми раздвижувања од наплив на туристи. Еве го и Делче тука. Делче, да ни кажеш нешто на кратко. Претходно ве снимавме во изјава, но сега да ни кажеш. Се ти кажах и до после ако ми текне овче ќе ти кажувам. Моментално сме во живо не гледаат околу 100 луѓе, дали ќе може. Овче се уклучува, не са видели кој е тука с тебе в живо. Овче се уклучува. Ќе видиш, тоа ќе е рекорд за Малешне. До Думане, брат, гледај народ, место да славим празници, гледај до шо не докараат. Автасуваа живот за сите. Не иле срам да ни земат имовината, дедовината да ни земат. Не. Крв ќе падне, неа даваме, брат. Не. Ќе се борим до последната капка крв. И мањинцето не си го даваме, не може да ни го земат. Пред ти кажа, нивните фотели са менливи. Доат 4 или 8 години, вртат се, крадат
и си идат, други доат, а ние сме туа. Това имање туа пред многу години од колено на колено дошло до нас. Треба да го оставим и на после нас на некој. Како тоа така? Они че ни зима имање. Че ми кажува на мен некоја си таму од екологијата што компир да посади, што да го прскам. Ајде бе, на мојот имот. Това го нема ни в Танзанија, в Тунгузија, не в Македонија. Ти кажувам. Се заебали се. Спремни сте да одите до крај? Абе, повеќе од крај до небото сме спремни, бе. Това е нашо свето нешто, бе. Децата залитаа по софата 4 месеца динар пари не сме скарували, бе. Они свесни ли се? Дошли са вчера струјата да исклучуваат тамарно. Имаме една баба пензичка зима. Не правиме обед. Страшна работа. Од тие ту што и гледаш, нешто што има пензионери, оние сме се незапослени, јашлаци. Нашиот татко на градот, наводен татко за некој, татко за нас очух, нема слух, нема го да дојде. Дека е сада до, а се втаса прв ќе застане с наш на штрајко да ни помогне. Ама нема на факултетот, само собирање учил. Това е тоа. Нема до дума не. Нема шичере ми 200 брат. Ева 22 шичере, ти покажа се. Оболееме од них здравствено. Ева, гледај го. До таване шичере. Гледај. Не мога боле капчета, нема пари лековото да се. Нема, не се банци. Не ста свести едноставно. Нема слух за нас. Да, искривил се човекот на 30 години, 40 има, не може да изкара 2 дина. 4 месеца. А свил се като илјадарка Пет први се изгужвал. Не се банци. Ама, некој си чека, први земат си платичка. И така. Вчера имавте состанок во Скопје, како претходно што Абе, ве што праќа. испрашчаваме представници од Сдруженијето, откачили се и като палто од закачалка. Рекли се им не, кабе не, кане, това фотелја не, некој да ти ја дадете да отстапиш. Това имот, кане, даче, само кога ќе дое дено не знам. А иначе отче, даче. Да им кажу. Може да не затворат, у 5-6 души не може да затворат, тату са засегни 4-5 хиляди души, бе. В Берово, што ќе не затворат 5 души, 6, да и затворот за свет. Заканували им са се там, татовата, онова. Ќе видим сега това, ќе го гоним се през правни, през судии, през кадии. Правно ќе одим вече. И штрајкот ќе има и правно ќе гоним. Адвокати се што треба. Ми имаме по-писмени сдруженијето, јас сум смо оделени. Толку мога да кажа, другар. Супер, супер. Добро, добро. Има ли нешто која цела цела соста е цела соста. Ja i Šumana je postrašio. Ja i Šumane. Чика Бранко, да те питаме доколку ќе трае протестот денеска? Ne bi možel da kažem. Ne bi možel da kažem, zato što najavljene do soglасno, mi se čini do До 23 часот го 23 пишува. časot, može bi da traje i do 23 časot. Zato što gledаме дека najvjerojatno da su izvesteni gostite, oni što gi očekavме да doјдат, имам информации кои треба да дојдат, гледам дека да се известени, ама и ние, наше трпение ќе биде до крај да ги се очекаме. Така, а како што рековте и во сабота, ќе продолжи дали ќе има и во сабота протест или дополнително тоа ќе го утврдите? Ќе го видиме од денешниот ефект како ќе биде, накнадно ќе одлучат да иначе најавен е во сабота, најавен е протестот во сабота, не го откажуваме, али дополнително ќе договорим интернет договор ќе направиме и нема да го објавиме тој договор. Тоа е интернет договор. Главно процесот трае во сабота, нема што да кажеме сега дека го откажуваме или не. Трае процесот. И во сабота процесот трае. Моментално сме во живо на порталот Малешнет. Преека ве запрашавме дека не наидовте на решение од состанокот вчера во Скопје. Накратко сега на гледачите, ако може, што не гледаат во живо, да ни кажеш уште еднаш
не наидовте вчера на решение. Што ви рекоа од таму, од Министерството и што ќе правите понатаму? Па, јас преска реков, меѓутоа еве да повторам уште еднаш. Целта на состанокот беше организирана врз основа на протестот кој беше организиран пред собранието во Берово и градоначалникот кој во првиот момент не сакаше да ги прифати барањата на луѓето кои протестираа и на протестни особи односно на Сдруженијето, пред граѓаните ги прифати и направи заклучоци, кои заклучоци беа представени, а тие заклучоци беа да се одговорат на неколку прашања институциите, а основно прашање, основно барање беше да се отстранат недвижностите од заштити од предел. Не идовме на еден категоричен одговор дека тоа е невозможно, меѓутоа, што е најинтересно во таа работа? Сами се издадоа. Значи, возможно е, иако рекоа, возможно, ама многу ќе кошта тој процес. Тоа е она лицемерието кој што го покажа на тој состанок. Дали се свесни дека така одговори, дека така кажа, тоа е нивни проблем. Меѓутоа, има нешто позитивно во тоа што гледам, што поново на некој начин не можам сега да тврдам дали ни излага, ама тоа ќе биде 8 или 9 лага, дека од вторник ќе ни биде дозволено да ги обаваме функциите во приватни шуми на начинот за кој што досега сме ги обавали. Прашањето да ќе го видиме вторник, не добивме писмени гаранции, накнадно ќе ги добиеме, ќе имаме забелешки да ги дадеме на записникот и заклучоците кои ќе ги добиеме, ќе имаме можност да дадеме забелешки, да го сочекаме вторник, да не предуцираме што ќе се случи. Меѓутоа, чисто сумњам дека и да се случи тоа, за неколку дена повторно ќе имаме бариери, затоа што има институционални проблеми, има законски пречки, има нерешени други проблеми, да не навлегувам сега и да не ги кажувам кои се тие проблеми. Ние сме ги кажувале на институциите, ама и за гледачите, пошто е тоа се струшни работи, не би сакал да предуцирам, да кажувам. Уште една работа има, што е многу интересна на вчерашниот состанок, не одговори на ниедно прашање од поставените 3 кои ги поставуваме од февруари до денеска. А тоа е, кој субјект изврши забрана на недвижностите, од кои причини, врз основа на кој законски пропис или член го направи тоа и до кога ќе трае. До денес тоа го немаме одговор. Тој одговор не беше потребен, да знаеме, утре други ден нашето оштетно побарување до кого да го насочиме. Тоа е суштината беше на тоа прашање. До денес не ни одговори на тоа прашање. И не сака ни вчера не одговори на тоа прашање. Па чак дури вчера негирааше, освен градоначалникот, негирааше дека имаме забрана. И кога ги прашав дали денеска ние можеме да работиме, да добиеме и своја, сите молча, 3 пати молча. И тоа предизвика еден голем револт кај мене, можеби и постапив на недолично однесување. Јас признавам дека не можев да се воздржам кога не добив на третиот пат дури не добив одговор, значи бех малку вознемирен, за кое нешто не им се извинив, меѓутоа еве користам прилика во оваа да им се извинам после средувањето на мислите. Меѓутоа недозволено е да не може да ти одговори на прашањето кои ги поставуваш пред сите институции, кои ги поставиме пред сите институции, и тоа сите до една и една да не одговори. И сите префрлуваат топката од една на друга страна. Тоа е она што највеќе ти. Уште една работа се случи. Се случи што добивме едно признание, а тоа е многу пати не осудува, гледаме одредени институции поединечно, телефонски јавувања према мене, ми кажуваа дека вршите дезинформација на граѓаните. Кога збориме дека што ги очекува од заштити од пределна недвижност, вчера ни признаа, прв пат ни признаа дека утврдиле и дека ќе мораме да користиме заштитни средства тие они кои што ги предвиделе. Значи тоа е едина потврда која направи. Тоа значи дека имаме огромни ограничувања и ќе имаме, како да речем, ќе имаме ограничен суверенитет на користење на нашите недвижности. Значи, уште еднаш да повторам, основното прашање е тргнување на нашите недвижности од заштити од предел. На кој начин тоа ќе го изведат, тоа е нивни пат,
на кој начин законот 90, член 92 од заштита на природата дозволува тоа да се изведе на начинот на кој што е прописано. Да ве прашаме само, во заштитениот предел спаѓа и Пекчевскиот дел. Немате ли подршка од пекчевци да дојдат тука со вас, да ви се придружат? Што е со градот Пекчево? Може би да имаме грешка во тој дел, не сме ни побарали. Причината е едноставно што таму има многу мал дел приватни имоти. Тоа е суштината. И тоа е незначителен дел. Приватниот недвижен имот е лоциран во Беровскиот дел. Беровци, значи таму има најголем дел од приватен имот. Најголем дел. Тоа е суштината. Верувате ли на крајот, според вас, дека ќе се реши тоа? Што мислите? Сметам дека моментот нема политичка волја. Сметам дека се упитање средствата кои се наменети да бидат се искористени или поголемиот дел се искористени. Тоа ми докажува, тоа го на некој начин и го потврдија. Меѓутоа загрижува еден друг факт што тие, односно надлените институции кои ги вршеле испитувањата, анализите во однос на недвижностите, во однос на катастарските парцели кои се требале да ги предложат, односно кои се во состав на заштити од предел, самите кажуваат дека не извршиле анализа на приватните катастарски парцели, немале достап практички сега. Прашањето е многу едноставно. Како може да предлагат заштитен предел кога не утврдиле кој е тој природен ресурс или природно богатство кое треба да се заштити? Значи, законот е многу јасен. Ако утврдат и ако извршиле анализа и утврдат дека некој ресурс природен треба да се заштити во некоја катастарска парцела, таа катастарска парцела ако не се сложи собственикот, тие може да експроприират. Законот дозволява за експроприација. И тоа не е проспроведено. Тоа значи дека ниту еден не е ниту повикан, ниту известен, ниту дал согласност. Како што можеме да видиме, сепак пропуштате луѓе, вие сте сепак на мирен протест. Што ќе се случи, например, да дојде семејство со деца, со тоа ќе ги пуштите ли? Имаше преска една случка каде што бевте свесни дека мора да се пропушти некој и ги пуштивте. Видите, нашата намера не е воопшто не е да правиме проблем на други луѓе. Нашиот став и нашиот заклучок едноставно да не разберат луѓето, да имаат разбирање за нашиот проблем за кој што сметам дека се оглушени и заглушени и на некој начин не се известени поголемо дел од граѓаните во Бер. Која е суштината? Тие се уште не знаат што ги очекува во нивните недвижности. Некои, односно веќината гледаат дека и го знаат само проблемот со приватните шуми. Не е проблем со приватните. И проблемот да е со приватните шуми, да беше проблем со приватните шуми на крајот на сезоната, односно во почетокот на грејната сезона, септември, октомври, сега овде ќе беше полно. Затоа што немаше да имаат дрвна маса за огрев, кај нас се знае дека дрвото е единствен енерген за огрев. Добро, фала многу, Чика Бранко. Супер, еве како што можете да слушнете, председателот на Сдруженијето на засегнати страни за недвижен имот кажа дека сепак тоа се мирни протести, дека од вчерашниот состанок донеле некои одлуки кои не се на нивна страна, продолжуваат тука со штрајкот и во следниот период ќе видиме што ќе се случи, не отстапуваат од своите барања. И тоа е тоа за сега. Продолжуваме тука да бидеме на местото на штрајкот, каде што околу 100 собственици на приватен имот се тука и го искажуваат своето право на протест со блокажа на патот од Берово до Беровско езеро. Ви благодариме, ќе се приклучиме подоцна.